Законот за спречување на корупција е целосно согласно препораките на Европската комисија. Има одредени забелешки од страна на политичките партии во однос на надлежностите кои што ги има комисијата во работата на политичките партии, пред се во дуплирање на надлежностите на Државниот завод за ревизија и Управата за јавни приходи наспрема работењето на политичките партии. Сметам дека се легитимни овие забелешки, меѓутоа на владата и се брза во носење на овој закон, затоа што за кратко време ќе бидат објавени претседателските избори. Тоа е во почетокот на февруари. И не сметам дека ќе биде добра политичка порака, особено пред Брисел, уште едни избори да спроведеме без комисија за спречување на корупција. А имајте предвид дека после донесување на законот допрва треба да се објави оглас за избор на членови на комисијата, а сето тоа има своји одредени законски рокови. Така да повеќе битката помеѓу временскиот теснет за носење на закони и имање на комисија пред претседателските избори и потребата од поширока дебата и разгледување на забелешките на политичките партии кои што ги имаат во однос на новите надлежности кои што ги има комисијата за спречување на корупција наспрема работењето на политичките партии, а за кои што политичките партии сметаат дека се непотребно дуплирање на надлежностите на Државниот завод за ревизија и Управата за јавни приходи. Значи, тие се разликите и затоа овие алтернативни начини на предлагање преку европско знаменце или пак преку предлог на самите пратеници. Од двете страни сметам дека се и нашето е легитимно брзањето и легитимно е на политичките партии да ги разгледаат сите аспекти. Сметам дека во интерес на добрата порака што треба да ја испратиме и во однос на коректното спроведување на избори со Државна комисија за спречување на корупција ќе најдеме заеднички збор.